Добар ден на сите, благодарност до председателот на Републиката и до целиот тим за целата организација и поканата. Навистина е чест денеска да се биде тука и да се говори и да се слушне што другите говорат. Покрај сите реформи и процеси кои што се спроведоа во образованието во изминатите години, сепак за жал мора да признаеме дека во овие 30 на години независност на државата, во нашето образование има политичко, но не политичко образование, туку почесто политичко влијание. Навистина дефинитивно ни треба политичко образование и накратко во неколку реченици ќе кажам и зошто. Прво, живееме во ера на социјални мрежи, кои што се дел од нормалното живење, дел од образованието, односно компјутерските технологии, но и пред се дел во политичкото делување. И претходно пратеничката Санела и професорот Марковиќ говореа и би се согласил максимално, треба да се стави акцент на медиумската писменост како клучен дел од образованието за младите луѓе, бидејќи живееме за жал и во ера на лажни вести кои што честопати извртуваат до неверојатен степен вистината, која што потоа станува секојдневие особено на младите, особено на учениците кои што се средношколци. Ни треба политичко образование и за да можат учениците, средношколците и младите соодветно да го научат и политичкиот спектар во државата и да видат дали тие се пронаоѓаат некаде, дали се пронаоѓаат можеби во десница, во центарот, во левицата или слично. Но пред се и ни треба политичкото образование, и ќе бидам тука малку поексплицитен и подиректен и посликовит преку еден пример, ни треба политичкото образование за да можат и младите луѓе, учениците, да направат дистинкција дали, да речеме, во нашиот случај, партија левица е навистина левица или се залага за некои други вредности. Ни треба политичко образование за да можат младите да бидат едуцирани и обучени, да направат разлика дали лидер на партија која што се вика левица се залага за левичарски вредности или се залага за нешто друго. И да не треба тоа некој да им го каже, туку да можат самите тоа да го проценат, повторно ќе кажам, особено во ера кога живееме во време на социјални мрежи и лажни вести кои што доаѓаат преку истите. И да не должам многу за крај, сметам дека политичко образование пред се ни треба за поттикнување на младинскиот активизам. Младински активизам кој што не мора секогаш да биде политички активизам, тој може да биде општествен, граѓански активизам, младински активизам кој што треба да биде мотор и двигател на промени позитивни во општеството, какви што промени видовме пред неколку години и да се потсетиме сите да не беа токму младите средношколци и студенти, промената во државата немаше да започне. Практично тие беа авангардата и беа предвесникот на сите промени во општеството кои што се случија во изминатите 5 години. Од тука дефинитивно сметам дека преку широка дебата, јавна дебата и на ваков начин треба да се изнајдат модалитетите како, но дефинитивно има потреба за воведување на политичко образование во нашиот образовен систем. Уште еднаш благодарност до сите за учеството и благодарност до председателот и од тимот за поканата.